Благодарам уште еднаш за колегата Исо Мухич, што повторно ни го донесе светот на дланка во отворената информативна или информативната отворена утринска програма на телевизија Нова, наречена Информација точна и навремена. Имам две прекрасни гостинки во студиото на телевизија Нова. Започнуваме трета тема, односно колку сме потрошувачко општество. Односно, под тема има што статистиката вели колку е општеството посиромашно, а толку граѓаните се позагрижени за тоа што да облечат, а при тоа забораваат дека заработуваат помалку од тоа што потрошиле и заработуваат помалку од она што трошат воопшто за облека. Ја имам во студиото Марина Матеска од Црвениот крст и Александра Стојковска како модна блогерка. Да, Спасеска, се извинувам. Да, Александра Спасеска, модна блогерка. Добро јутро и добре дојдовте. Веќе е добар ден. Добро најдов. Да. Добро Со оглед на тоа што започнавме во 7 часот, ни беше добро утро, сега е добар ден. За почеток да ве прашам, колку сме ние потрошувачко општество? Што имате на оваа тема да ни кажете? Или колку тоа ние многу трошиме во однос на обликата, а заработуваме многу помалку од тоа што трошиме за неа? Ние разговорот го почнавме уште пред емисијата. Да, да. Баш разговаравме за тоа дека колку е посиромашна една држава, толку повеќе луѓето сакаат да покажат некаков статус со тоа како се облечени, на сметка на тоа ги пречекаруваат предвидените буџети за мода или за дотерување. Меѓутоа, светските текови покажуваат дека треба да направиме чекор наназад по тоа прашање, дека треба да бидеме малку поштедливи, посовесни во врска со пазарењето кога станува збор за облека и за мода. Да. Александра Спасеска е модна блогерка, но не од оние кои сите мислиме сега, нели, помодарки, па сега ќе почнеме да се занимаваме со мода, не во однос на тоа да носиме, не знам, познати марки, да бидеме во тренд, туку напротив, да бидеме многу посовесни и да штедиме повеќе кога станува збори за облеката и да носиме па повеќе и износена облека или поточно кажано како second hand облека. Да, везелка. Да, блогот Александрина Везелка почна пред речиси 5 години. Главната цел уште на почетокот ми беше пред се да се изразам јас, меѓутоа и да едуцирам мојата публика за тоа дека не мора слепо да се водат трендови, не мора да се трошат безумни суми на пари за да се изгледа убаво, дотерано или модерно, туку дека напротив, квалитетната облека е она во кое треба да се вложува и кое навистина ќе се одрази во нашиот личен стил, меѓутоа и на нашиот буџет. Скоро секое македонско семејство поминало низ фазата на подавање облека од една генерација на друга или од браќа и сестри на помалите. И тоа беше случај со моето семејство. Јас никогаш не се чувствував лошо кога ги добивав ете така да кажем износените работи на сестрам или на моите братуче, туку напротив, одвај чекав да ги носам јас на поинаков начин. И таа филозофија понатаму се пренесе во начинот на кој јас го градев мојот стил и секогаш сакав да ја оживувам облеката и да ја наоѓам нов живот, особено бидејќи беше оригинална. Се она што се нудеше во продавниците беше исто и сите изгледа исто, јас многу сакав да изгледам различно од сите. Поинаку од други. Да, така што тој принцип на блогот гледам дека зазема малку пошироки рамки од моето најблиско опкружување и многу ме радува тоа. Кога некоја читателка ќе ми напише, ова го најдов во плакарот на мајка ми од времето кога било она како мене, или кога отишла во некоја секонд хенд продавница што јас сум ја препорачала и нашла нешто оригинално и убаво, јас се радувам на таквите моменти. Да, ќе позборуваме малку подоцна во однос на таа second hand облека што имаат луѓето отпор, не знам зошто, но ќе начнеме тема и за тоа. И Марина од Црвениот крст, знам дека многу програми имате, многу акции, но ајде малку да позборуваме за тоа. Од пред некое време веќе имате и контейнери на неколку места во градот Скопје. Како се одвиваат овие, до каде сте, имаат ли интерес граѓаните? Да. На прашањето што рековте дали сме потрошувачко општество, значи ја можам да скажам нели од аспект на тоа колку луѓето донираат облека кај нас. И тоа на годишно ниво е значи во просек негде околу 3 тони тоа добро сочувана облека, што значи негде 40% од вкупната облека која што е фрлена, значи дека добар дел и не е добра, не може да се користи
користи повторно. Минатата година пак имавме искуство да донираат граѓаните многу масовно заради поплавите и заради другите случувања. И тогаш имавме околу 80 тони облека донирана. Така, ова покажува дека сите имаме многу облека дома. И на потребен начин, потребен систем како таа облека која што е добра и сочувана да биде донирана и потоа да стигне до луѓе кои што можат и сакаат да ја носат. Еден од начините се контејнерите кои што ги имаме поставено на различни локации, негде околу 9 контејнери во моментот во Скопје. Но исто така и вратите на Црвен крст се отворени секогаш доколку некој сака да донира облека. Тоа е еден начин, еден систем на кој што граѓаните во секое време можат да стават облека, нели, да не е тоа поврзано со време од колку до колку нели можат да донираат. Што доколку некој сака да донира облека, каков е принципот, каков е начинот? Треба да тој сам ги складира или вие сте тие што сте задлужени за складирањето, на каков начин, затоа што на вистина некои од моите пријатели сакаат да донираат облека, па и не знам што и да треба, еве конкретно зборуваме за облеката, на каков начин да се приклучат во оваа ваша акција? Оно што е важно секогаш да облеката која што одлучуваме да ја донираме да биде повторно употреблива, значи да не донираме каква било, да не е оштетена, да нема флики, да нема да е со сите копчиња на себе и така натаму, да биде чиста, значи тоа е важно, не мора да е испеглана, значи само да е чиста и по можност, ако е селектирана, би било совршено. Меѓутоа, не мора. Значи, не секогаш имаме време, така да ние имаме и жени кои што се од социјално загрозени семејства, кои што ги ангажираме, и исто така и волонтери многу, кои што се посветуваат на селекцијата на облека, така да оно што е важно е само да е сочувана и кога се става во контејнерот да биде добро спакувана. Бидејќи за жал во контејнерите знаат луѓето да фрлат и други несоодветни работи, па да не се измеша и да не биде нели трудот залуден, така да ако веќе се става во контејнерот да биде добро спакувана. Александра Спасовска, знам дека се вклучила безброј пати во вакви хуманитарни акции. Да, и тоа е добар пример за сите граѓани да го сторат тоа, така? Па некојаш маката, нели, не натерува, како што спомна Марина, лани со поплавите имавме, нели, собирни пунктови кај што се собираше облека, се сортираше и тогаш видов колку луѓето имаат желба да донираат. За жал има и луѓе кои сакаат само да исчистат плакари, тавани или подруми. Меѓутоа генерално луѓето кога ги понесува тој хуманитарен момент, знаат да бидат многу организирани, како што кажа, да е сортирана облеката, назначено за која возраст на дете или за која величина на возрастни. И ме трогна тој момент со поплавите и потоа една моја пријателка Софија Скендеровска во незиниот локал реши да организира разменотека second hand и успеа тоа да го прави веќе некое време на некој период од 3 месеци. Да биде сезонски, нели? Разменотека, што значи тоа конкретно? Second hand шопингот или разменотеката е замислен како секој може да донесе колку сака облека и за возврат да земе онолку колку што донел, меѓутоа до сегашното искуство гледаме дека повеќето луѓе носата воопшто не земаат или пак земаат нешто сосема малку и потоа облеката што не е разменета, значи што никој не ја земал назад, се сортира и се донира на Сдруженијето One Can или Една може. Тоа е Сдружение на самоохрани мајки, така што конкретно знаеме каде оди таа облека, во близок контакт сме со девојките и жените од таа организација и мислам дека луѓето кои доаѓаат да донираат се чувствуваат подобро кога знаат каде конкретно оди тоа што го донирале или што го донеле. А од друга страна па се развива филозофијата за она што викаме second hand облека, ако на некого му е срамеве да речеме да отиде во second hand продавница. Мислам дека ги асоцира на сиромаштија, дека само сиромашен човек кој не може да си дозволи да пазари во бутици или во познати брендови, само дека тој човек
се сведува на тоа да користи секонд-хенд облека. Јас се надам дека тоа се менува, пошто ги гледам помладите девојки што доаѓаат на новија настани во Old School и ги гледам колку се возбудени кога ќе најдат некое парче и си викат, еле колку е оригинално, само да ми е точно. И гледам дека се разбива тој мит, тоа табу во врска со секонд-хенд облеката. Од друга страна треба да се направи разлика меѓу секонд-хенд и винтидж облека. Повеќето сакаат да најдат нешто што е постаро, некоја друга епоха, значи ќе биде пооригинално. Ама од друга страна па секонд-хенд облеката ни овозможува да купиме нешто брендирано за многу помала цена. И може да изгледаме скапо, само во наводници скапо. Да, ако веќе идејата е да се изгледа скапо, може и тоа да се постигне. Јас во изминативе 5 години речи си да немам купено нешто конкретно брендирано. Складно, убаво, привлечно, нели стокмено. Да, не може секој да тера нели некој винтидж стил и да изгледа како некое време. Сега сите сакаме да искомбинираме нешто, да направиме да изгледа и модерно и безвременско. Така. Конкретно во мојов случај, аз гледам да ги комбинирам парчињата што нели не може да ги купуваш секонд-хенд секогаш. Значи нешто ќе биде секонд-хенд или винтидж, па во комбинација со нешто посовремено ќе излезе баш тој некој микс стил. Идејата ми беше пред се за да се заштеди, уште во студентски денови знаеме нели кој е буџетот ограничен и со желбата да изгледам поинаку, а да не трошам многу пари за тоа, прво почнав со баратање по плакари на мајка ми, на тетките, на мајки на другарките, и сите ми викаат како сакаш да ги носиш тие работи. Меѓутоа со тек на време кога се почна да се отвараат секонд-хенд продавници кај нас, видов дека со малку трпение и со добро око можеш да најдеш парчиња што ќе ти одговараат на стилот, а на сметка на тоа дека ќе заштедиш значително многу пари со секонд-хенд купување, може да си дозволиш од време на време да купиш на вистина некое парче што ти фатило око, без разлика дали од бренд или од дизајнер. И на тој начин не само што ќе се изедначи буџетот, туку може и многу да се заштеди. Да, во однос на темата колку сме потрошувачко општество и воопшто колку земјите со понизок стандард трошат повеќе од колку што заработуваат. Ја имаме и колешката Габриела Додевска и има таа и своја гостинка, професорка од Универзитетот за туризам и менеджмент. Габриела, дали се слушаме? Така е, Ана. Добро утро за тебе и добро утро за гостите во студио на телевизија Нова. Во однос на она што ти го постави како прашање, денеска имаме и соговорник на оваа тема. Можам само да напоменам некои податоци. Во септември оваа година, според Законот за статистика, намалување на индексите на трошоците на живот е забележано во однос на купување облека кај граѓаните на Република Македонија. Оттаму па велат дека пак индексот на трошоците на живот во септември 2017 година во споредба со септември 2016 година бележи пораст од 1,7%, а индексот на цените на мало бележи пораст за 4,1%. Една интересна порака која што и мисла ја пренесува ексцентричната дизајнерка Вивиан Вестфуд, вели дека сиромашните луѓе купуваат многу повеќе облека во однос на сиромашните. Токму по ова прашање ние и малку ќе поразговараме со мојата денешна соговорничка. Станува збор за доцент доктор Валентина Муцинска-Палевска, која што е професор на Универзитетот за туризам и менеджмент во Скопје. Добро утро за вас и добро дојдовте во утринската програма на телевизија Нова. Првото прашање ми е во однос на тоа што посиромашните семејства, според некоја статистика, се вели дека трошат многу повеќе од својот буџет за облека, дури и целосно, во однос на оние побогати семејства кои што можеби не толку обрнуваат внимание на тоа што ќе облечат и не трошат толку пари. Ајде, што мислите вие за во однос на ова прашање? Добро утро и од мене до гледачите на ТВ Нова. Тоа е доста сензитивна тема која што е веќе наназад 10 години актуелна и се афирмира и во Република Македонија, во која што постои организација за однесување на потрошувачите и покрај Заводот за статистика и тие прават истражувања на темата која што е поврзана со животниот стандард на граѓаните во Република Македонија и за тоа колку посто од нивниот приход трошат за одредени сегменти во нивниот живот.
Сметам дека во Република Македонија нема некоја драстична разлика во однос на другите земји во кои што економијата е на исто ниво, па дури во Америка и во развиените економии во Европа, така говорат статистичките податоци. Значи, тие базични три категории на жители во одредени земји, нели ниска класа со најнизок животен стандард, средна и висока класа, според статистичките показатели на ист начин се однесуваат во однос на трошењето на парите, односно во однос на нивната заработувачка. Постои разлика во однос на процентите во зависност од примањата што ги имаат, но начинот на кој што ги трошат парите, да речеме, за задоволување на елементарни животни потреби, се знае, нели, според научните класификации, дека тоа се физиолошките потреби, храна, стан, домување и така натаму. Значи, во сите земји трошат сиромашните најмногу од своите приходи токму за задоволување на тие елементарни потреби. Потоа средната класа има малку по друг стандард и по друго однесување во однос на распределба или менаџирање на семејните и личните финансии. Тие дозволуваат одредено ниво на луксус во однос, да речеме, на купувањето на автомобили како превозно средство и во однос на облеката, додека високата класа, заради тоа што има многу повисоки лични примања, си дозволува по голема моќна потрошувачка. Но интересен е фактот што посебно во развиените земји, богатите многу помалку трошат, или тие што имаат повисок животен стандард, помалку трошат за облека отколку сиромашните. Но не би можело да се направи една валидна или релевантна компаративна анализа помеѓу богатите и сиромашните, заради тоа што, да речеме, високата мода не можат да ја следат и да ја поседуваат сиромашните, но сепак станува збор за една суптилна категорија во однос на стандардот на граѓаните. Тие трошат повеќе, но тие не ги заработуваат парите, туку се задолжуваат преку кредитни картички, преку кредити, сакајќи да задоволат барем просечни животни потреби кои што ги надминуваат оние елементарните односно физиолошките. Во тој контекст ќе го поставиме прашањето дали парите во овој случај влијаат врз луѓето со оглед на тоа што еве кај можеби побогатите тоа и во однос на облеката кога говориме, тоа и не влијае, не внимаваат толку на тоа како ќе се облечат во поголемиот процент. Тоа пред се зависи од работните позиции, зависи од стилот на живот. Ние не можеме да кажеме дека богатите во поголемиот дел не внимаваат на својот стајлинг. Тие ите како внимаваат, но има еден помал процент кој што не е фокусиран токму на тоа да ги следи модните трендови и да ги има најскапите парчиња од брендовите во високата мода, но во секој случај ите како внимаваат на тоа. И сметам дека, но тие многу помалку трошат за облека отколку сиромашните, но разликата е огромна. Сиромашните не можат да си дозволат да ги купуваат тие високи брендови, односно скапи брендови, но сепак сакаат да го постигнат тоа по високо ниво на задоволување на вторите видови на потреби кои што се карактеристични за нив. Ви благодарам за гостувањето во оваа утринска програма на телевизија Нова. Се надевам, Хана, дека ова беше доволен одговор и секако да се поврземе со темата која што е на разговор во студиото на телевизија Нова. Да, широка е темата. Мислам дека ќе отвориме многу прашања денеска. Да, колку туѓата облека може да биде моја и колку јас тоа можам да си го износам на свој начин. Може така некако. Да. Во однос на ова second hand облека има и Црвениот крст. Една акција со продавници каде што загрозените семејства можат да дојдат да ја земат по пристапни цени или... Тоа е нешто што го планираме, значи се уште не можат, меѓутоа ја увидовме потребата од такво нешто, баш заради сите причини кои што претходно беа наведени, дека облеката не е само за луѓето кои што се најранливи, секако ранливите секогаш, во секој време сме тука достапни за нив да добијат бесплатна облека, меѓутоа постои една категорија на луѓе кои што можат да
користат и да ја купат облеката без разлика, значи, нели, дали се сиромашни или не се сиромашни и не мора да даваат отчет на некого зошто ја купуваат. Од друга страна да ја подигаме свеста дека, нели, и од еколошки аспект е многу важно да користината облека која што е добра, се уште сочувана, може да ја носи некој друг, а при тоа, значи, концептот наш е да со финансите кои што се планираат, значи, да бидат обезбедени од продажба, а инаку за многу ниски цени би ги продавале, значи, парчињата облека, тоа значи 10 денари, 20, 50 денари, значи, сите тие во суштина идат како донација за да може да функционира пунктот и да може да стигне во секој време и на секое место, значи, до најранливите. Дополнително да можеме да ангажираме луѓе кои што се од ранливи категории, кои што не се конкурентни на пазарот, да можат да добијат обука, да можат да добијат работно ангажирање, пракса, која што ќе им овозможи понатаму да бидат спремни да се вработат на отворениот пазар на труд. Тоа е еден концепт кој што го разработувавме во изминатава цела година. Во моментов сме во подготовки и се надеваме... Имате и дистрибуција до најзагрозените? Директно снабдување до нив. Да, апсолутно. Тоа е нешто што го правиме. Тоа е нешто што традиционално го правиме. Значи, кај нас секојдневно се јавуваат организации кои што работат со ранливи, институции како што се психијатриската или не знам други видови на институции кои што работат со ранливи категории. И ние сме спремни, значи, да однесеме соодветна облека. Дополнително пункт за облека, значи, е место каде што граѓаните од ранливи категории можат да добијат и да си изберат облека без пари со ваучер кој што го даваат социјалните работници. Меѓутоа со однапред направена проценка дека тоа му е потребно на тоа лице и тој оди и си одбира тоа што му одговара него. Да, Александра Спасеска е модна блогерка. Блогот се вика Везилка. Везе Александра? Не, во мојата фамилија има многу везачи. Јас везев кога бев помала, ама мислам дека тоа е вештина што ја имам заборавено до сега веќе. Да, ме интересира дали следбениците ете откако го воспостави блогот моден твој, личен, колку следбеници имаш и колку се интересираат дека не мора да биде... Не знам дали треба да се водам по социјалните мрежи колку има, меѓутоа активно сигурно има неколку илјади луѓе што го следат блогот. Да, и примерот веќе е даден дека не треба да се троши кој знае колку пари за да изгледаме убаво. Да, најпрво треба да се разбие табуто дека не секогаш скапото значи убаво и модерно и не секогаш треба да потрошите многу пари за да изгледате убаво. Преку моите постови секогаш објаснувам, извинете, секогаш објаснувам зошто е важно да не се троши премногу пари во секоја сфера од животот, ама и конкретно за мода, и дека нема да ве направи да изгледате една класа погоре ако носите нешто многу скапо. И лошо е да зборуваме за класи, нели, велиме дека живееме во бескласно општество, меѓутоа луѓето сакаат преку облеката да се покажат дека се едно ниво погоре. Исто така настојувам да им укажам на моите читатели дека посебните прилики не треба да значат и посебни трошоци. Така што сум имала постови во кои конкретно објаснувам како може едно парче да го износите на повеќе начини. Нели денес со социјалните мрежи мислиме дека ако некојаш некаде се појавиме на некој настан во нешто и дека тоа е крај смрт за тоа парче облека. Напротив, имаат и проблем малку со социјалните мрежи во однос на тоа, тие што сакаат нели да се покажат колку имаат нели облека. Сега порано немавме социјални мрежи, ги стававме фотографиите во албум. Така сега на Facebook, доколку објавите една фотографија, имате проблем. Веќе ве знаат дека сте биле на свадба со таа тоалета. Да, тука е всушност и проблемот. Ако развиеме чувство дека не е срамота да... И да бидеш и повторно да бидеме видени повторно во истата облека, со нов накид, со нов детал, така? Точно, тогаш веќе го разбиваме тој магичен круг на безумно трошење. Веќе и светските звезди го покажуваат војводката, нели, Кейт Мидлтон
се појавува на важни настани Вистински пример, да. во истите тоалети или во истото палто, и нејзините деца ги облекува во облеката на сопругот или на уште постари генерации во кралското семејство. Сега тоа можеби не е некој опиплив пример со кој секој човек, обичен граѓанин, би можел да се поистовети, меѓутоа принципот е ист. Не станува збор за тоа дали имаш пари, не работава ако има многу пари, па ајде да ги трошам безумно. Туку парите не треба да бидат фактор кога градите стил. А стилот е она што навистина вреди. Ако паметно ги распределите парите за купување облека, нема да се најдете во ситуација кога изненадно имате некој свечен настан и тогаш да си речете леле сега од кај ќе најдам пари да купам свечена тоалета пример за на некоја прослава или за на некој настан. Во тој случај или ќе имате нешто на вистина вредно, стилски вредно, што може да го употребите повторно, или ќе имате заштедено пари за да си го купите тоа нештото. Како што кажав претходно, со секонд хенд купување значително многу се заштедуваат пари од буџетот и кога сакате да си купите некое брендирано или дизајнерско парче, тоа воопшто нема да ви биде проблем. Да, тоа можам да го гарантирам со личен пример. Да, многу ми е мило што денес кај начнавме неколку теми и може да разработиме уште повеќе оваа тема во однос на тоа дека треба прво да си трошиме пари за поголеми можеби задоволства отколку само за облеката која што ќе ја носиме, но и хуманата страна што ете некој што воопшто и нема што да облече, па ја поврзуваме со Црвениот крст и со сите тие програми и акции што ги имате за донирање на облека и многу ми е мило што денеска посебно ете задоволството мое и се надевам на гледачите на телевизија Нова. Може уште само кусо, имаме уште 5 минути до крајот на денешното издание на информација точна и навремена. Може и слободно да се јавувате, да го кажете своето мислење, почитувани наши на 2402-002 или на 2402-005. Кусо само 5 минути, доколку имате некој прашање до нашите гостинки или воопшто врзано за темата колку сме потрошувачко општество и дали сме трошаджи? Трошаджи или сме? Најверојатно сме. Во поглед на донациите, нели, ако почнеме нели помалку облека да купуваме, тоа значи дека ќе имаме помалку облека, како што кажа Марина, луѓето имаат дури и премногу облека по дома што ја донираат. Некојаш емотивно се врзуваме премногу за тоа што го имаме дома. Да. И може би облека што никогаш веќе нема да ја облече, меѓутоа чуваме дали не потсетува на некој временски период, дали не е инспирација за која ќе основам ќе се здевалам. Мислам дека ако навистина добро се очува облеката и ако го прекинеме тој кругот на емотивна поврзаност, од време на време, макар сезонски, може да донираме облека без проблем. Не значи дека на секое одење во Црвен крст или на некоја акција треба да отидеме со вреќи или со куфери. Доволно е тоа што ќе го несеме, како што каже Марина, да е чисто, да е носливо и да знаеме дека сме помогнале некому. Од друга страна, некои работи треба да се чуваат, можеби за едни генерации, за своји деца, за внуци, за кои да се враќа модата. Бидејќи не знаеме што ќе биде модерно идната сезона. Таквата поврзаност е битна за облеката. Кога ќе видите свое дете или внук облечено во некоја капуче што вие сте го носеле како дете, мислам дека безценно е тоа. Да. Вистина е безценето и безценето е што денеска ве запозна вас и ви благодарам за гостувањето во утринската отворена програма на телевизија Нова. Верувам дека откривме барем или начнавме неколку прашања што треба да се прашаат сите, секој од нас веројатно, зошто толку троши на облека кога може многу помалку да потроши, а може сето тоа и да има хумана страна доколку има па од повеќе да сподели со тој што ја нема воопшто. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вам, почитувани наши, за денешното 180 минутно дружење или 3 часа на телевизија Нова. Тука бевме да ви информираме. Тука секако бе Александра Велинова, и Валентина Грорковска, и Исо Мухич, и јас Ана Тодевска. Сето тоа реализирано во продукција на телевизија Нова. Утре повторно се гледаме во ист термин од 7 часот и не дозволувате да ви раскажуваат, бидете утре точни во 7 пред фреквенцијата на телевизија Нова. Ви посакувам убав ден.